Владата на вчерашната седница донесе одлука за измени на програмата за директна финансиска поддршка во земјоделството и измени на програмата за рурален развој. Со овие измени, како влада, директно излегуваме во пресред на земјоделските производители со реализација на низа мерки од новата програма на реформската влада, уште во првите 100 дена. Станува збор за пакет активни мерки во износ од 10 милиони евра, пари кои директно ќе стигнат во рацете на овоштарите, лозарите, сточарите и поледелците, а тоа ќе значи и поддршка на домашното производство на храна. Со измените на програмата за директни плаќања во земјоделството, им излегуваме во пресред на барањата на земјоделските здруженија за зголемување на субвенциите за производителите на пченица, кои годинава имаат ниски приноси поради лошите временски услови. Токму затоа, земјоделците ќе добијат дополнителни 6.000 денари по хектар пченица, што се вкупно 2 милиони евра повеќе од субвенциите кои што ги добиваа досега. За јачменот се предвидени дополнителни 1 денар за килограм јачмен предаден кај регистрирани откупувачи. Со оваа мерка ќе се надокнадат штетите и ниските приноси од годинашната жетва. Ќе реагираме и кај лозовите и овошни насади, каде што исто така родот е преполовен. И на нив ќе дадеме нова поддршка. За таа цел 25.000 лозари и 15.000 овоштари ќе земат зголемена субвенција од 10% по хектар со цел да се надокнати дел од штетата, главно поради измрзнувањето на насадите. Но ова е и мерка од програмата на новата реформска влада за зголемување на субвенциите по хектар. За градинарите исто така одвоивме дополнителни 10% од висината на сегашните субвенции по хектар, а за сточарите поддршката е преку зголемени субвенции за 10% по хектар фуражни култури. Или тоа се уште 2 милиони евра предвидени за реализација на овие мерки предвидени во програмата на владата за првите 100 дена. Сега особено сакам да ја истакнам мерката за која што постои огромен интерес од страна на земјоделските производители. А тоа е за финансиската поддршка од 10.000 евра неповратни средства за младите земјоделци. Распишуваме оглас за пријавување на млади земјоделци, а новите критериуми за аплицирани, кои што денес ги пропишуваме со правилник, ќе помогнат средствата да завршат кај вистинските земјоделци, да завршат кај вистинските производители. Уште една измена во интерес на земјоделците поради пропуск на минатата влада. Се работи за субвенции за подигање на повеќе годишни насади. Со оглед на тоа што рокот од 29 февруари воопшто не бил објавен оваа година, им излегуваме во пресред на земјоделците кои извршиле есенско подигање во 2016 година и на оние кои извршиле пролетно подигање во 2017 година. Сите кои подигнале насади ќе можат да поднесат барања за исплата до 1 септември. Само овие две нови мерки во програмата за рурален развој, во согласност со програмата на реформската влада, ќе овозможат директен трансфер на 6 милиони евра, кои овој пат ќе завршат кај вистинските земјоделци и ќе се реализираат до 31 декември оваа година. Владата континуирано ќе работи во интерес на земјоделците, односно на време на исплата на субвенциите, тогаш кога се најпотребни на земјоделците за земјоделското производство и изнаоѓање на системски и длабински решенија на проблемите во оваа област. Благодарам.